Да, се враќаме повторно во студиото, минути за економијата. Во време на растечки долгови и на инфлаторен притисок, секако економијата станува клучна тема за граѓаните. Како да се преживее месецот, синдикатите веќе најавуваат можни протести и генерален штрајк, но за клучните економски теми, меѓу кои како задолжувањето влијае врз стабилноста на државата и дали инфлацијата го нагризува животниот стандард, зборуваме со мојот гостин, универзитетскиот професор Абил Бауш. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Професоре, она што Сојузот на синдикати го најавува како можност, денеска ќе имаат секако состанок и ќе излезат повеќе заклучоци од истиот, меѓутоа генерално е дека синдикалната кошничка за еден месец е потешка за околу 1000 денари. Социјалниот диалог, вклучувајќи ја и минималната плата, се теми кои што изминатиот период не најдоа на некој конкретен заклучок и инфлацијата се повеќе го притиска животниот стандард кај граѓаните. Што може да очекуваме во една ваква состојба? Не треба да сме некои големи економски експерти како граѓани, зборувам, доволно е да влеземе во продавници и да ги видиме цените како секојдневно растат. Од друга страна пак, што може да се очекува и каков социјален диалог е потребен за конечно да може да кажеме дека имаме еден пристоен да го кажам животен стандард. Па добро, за жал економијата стана главна тема до вие последни 4-5 години, иако најавувавме, навестувавме дека не очекува еден тежок период на кој што, како да кажам, зинџирно ни се појавува одредени кризи на кои што ние не успеавме никако тие авторшокови да ги малце така да ги ублажиме. И дојавме во една ситуација на која што сме денеска, а ситуацијата е така што користиме некои либерални пристапи кон решавање на одредени проблеми, но тоа не може така да се направи. Веќе тој социјален диалог меѓу синдикалците, меѓу работодавците, односно реалниот бизнис, а и владата некако ја го гледам како во некој ќорсокак заглавен и никако не може да се одлепиме од тоа. Треба да постои диалог, треба да се слушнат сите страни, но треба сите страни да најдат одреден компромис. Вака се, макроекономски ние се наоѓаме во многу непожелна ситуација. Инфлацијата годината ја завршуваме со 4,1% инфлација. Ако се сеќавате, барем ние бројките ги држиме, ние имавме еден извештај од Светската банка на кој што сите буквално сите чинители на таа економска политика беа против, мислејќи дека ќе излезат од таа ситуација, но не, се покажа дека Светска банка вистина ни даде една релативна реална прогноза, на кој што ја завршиме годината со 4,1, а ние мислевме дека барем ќе ја намалиме до 3,5, што се на вистина големи бројки. И во ситуација кога ние веќе следиме одреден тек на тие макроекономски политики на кои што почнуваме дури да ги намалиме и каматните стапки, а од друга страна дури трошењата, државните трошења не престануваат, доаѓаме во ситуација на која што ја не гледам дека некој се бори да ја намали таа инфлација, намалување на инфлацијата или борбата против таа инфлација во многу ситуација е многу непопуларна. Многу гризе кон тие, барем оние чинители на политиката, знам дека непопуларно е да се борат против нив, но тука сме во таа ситуација. Гледате, све се собра во едно место, каде што тие чинители на таа економија, синдикалците ги барат нивните права, излегуваат со една минимална плата на кој што дали е реална или не, ќе треба другата страна да ја аргументира. Според мене, ние немаме економска активност за да имаме толкава голема минимална плата и треба да бидеме тука многу внимателни, а од друга страна е чувствителна темата за тоа што е социјална. Убаво кажавте, да одиме по маркети и секојдневно ни се покачуваат цените, а тоа е затоа што немаме одредена стратешка политика на кој што ова малце поинаку, барем на среднорочен план, да имаме некоја визија како ова да го намалиме.
Професоре, ако тоа сега околу минималната плата кога зборуваме, барањата на синдикатите се јасни, меѓутоа дали е повеќе од известно дека ќе биде само она зголемување кое што е предвидено. Но дополнителен револт создава сега зголемувањето на платата на функционерите, што еве сега тоа знаете веднаш како велите дека тоа може да направи некој дополнителен притисок. Меѓутоа како ова сега да се оправда? Ние го зборуваме сега од аспект на граѓани. Значи граѓанинот сепак го интересира како да го заврши месецот и нели да ги покрие сите трошоци, имајќи го во предвид дека пак според овие нивни пресметки потребни се 2,5 минимални плати за да се покрие минимална синдикална кошничка, зборуваме. Вака се. Економијата не е само бројки, економијата е и перцепција. Значи ова никако не успеваме да некојаш да ја видиме. Значи ние во економијата не креираме само бројки, туку креираме и вредности. Таа влада која формира буџет креира и вредности. Ја тоа многу пати го имам пишуване и го имам кажам. Значи, не можете вие да ги покачите вашите плати, какви и да се. Значи, какви и да се. Колку и да минимални да се трошењата во буџетот, таа ќе создаде перцепција каде граѓаните друга перцепција. И сега тоа го велам, дали ние сме спремни да трошиме како влада, како држава во, ајде да кажам, во непродуктивни расходи, а од друга страна имаме инфлација, имаме економија која што генерално не одиме поише од 3% раст на GDP-то годишно. Значи, тука сме некаде. Значи, дали ние сме спремни, значи, таа е генерална слика која зборуваме. Ќе го оправдаат од друга страна дека тоа законски е предвидено? Ако тоа се е во ред, законски се може да се предвиди. Дури покачување на таа минимална плата законски може да се предвиди и да ја направат по барањата, по теркот на синдикалците. Но тогаш имаме притисок кон инфлацијата. Тогаш таа минимална плата, повторно со зголемување на таа инфлација, ќе се врати во првобитна положба. Пак ќе живееме ние со недобар и неквалитетен живот. Пак таа минимална кошничка, пак ќе се зголеми. Гледате, 4,1% 1000 денари. Пак ќе имате инфлација, сите тие ставки кои се наоѓаат во таа потрошувачка кошничка, апсолутно се зголемуваат. Ова го кажувам малце потака да биде по-пластично објаснето. И вие нема да имате куповна моќ колку и да ви се зголеми таа плата. Тука се тие параметри. Ние кога би можеле да направиме таа макроекономска политика, би биле предпазливи за да можеме да направиме еден одреден раст на кој што се тоа интегрирано ќе оди, ќе порасне. Како тоа да се постигне? Па добро, рековме, да се има неопходни, правиме некои одредени неопходни расходи на кои што треба ние да инвестираме капитални расходи. Капитални расходи на кои што ние во државата ќе чувствуваме раката на државата на кој што инвестира во реални потенцијали за овие граѓани. И тоа што би биле ние конкурентни на пазарот, кога би имале конкурентност на пазарот, автоматски би имале и покачување на платите, автоматски би имале поголем стандард на живот и така натаму. Но тоа се интегрирано. Затоа постојат тие политики, државни економски политики на кои што мора да се пазат овие работи. Значи тоа го велиме ние цело време, сите економисти, ова е абецедата на економијата. Значи интегрирано да се направат сите работи. Значи ако вие, ја не видов за овие 4 години или 5 години да речеме кризни ситуации, ја видов само гасење на социјални пожари. Мислам, окей, се е во ред, но дали имавме резултати? Ајде да направиме, ова е веќе среднорочно 5 години. Немаме конкретни резултати. Дали имавме намалување на инфлацијата? Немавме намалување на инфлацијата, за жал. Добро, таа двоцифрена инфлација, тоа беше увезена инфлација. Но ете, реалната инфлација, ова е од пандемијата, ако се сеќавате. Ние ја држевме потрошувачката да биде на ниво, за да не ни губи економијата. Тие пари денеска се покажува дека се прават инфлацијски шокови во државата. И за една држава како нашата, која има економски раст од 3%, имате инфлација од 4,1%, навистина е драматична ситуација. Да. Министерката Димитриевска Кочовска најави $695 милиони поддршка од Светска банка за клучни реформи. Во меѓувреме издадена и 10-та еврообврзница со историски највисок износ. Добро, вака се, тие се оперативни работи.
обврзницата мора да ја земете, да издадете, затоа што имате сервисирање на долгови. Тоа исто кога ви доаѓа долго да се плати и вие земате друг долг за да платите преку. Да, на одреден процент, 7% колку беа, за да се, доспеаната обврзница од 700 милиони. И ако направиле добар дил со тоа што ја намалуваат каматната стапка, тоа е супер, но од друга страна тој долг не ви сервисира раст. Вие може да имате и 120, 150 јавен долг, но вашиот долг е сервисиран. Не се плаќа од економијата. Не генерира нови, да речеме, долгови. Не, и да генерира нови. Вашата економија се развива и ги враќа, самата економија враќа долгови, нели? По даноци, по некои други давачки и така натаму и така натаму. Ги имате пример Јапонија или некои други држави на кои што тие иако имат зголемен јавен долг, сепак имат сервисирање на тој јавниот долг. Кај нас сервисирањето на јавните долгови не е така. Не ја генерира економијата, не ги генерира тие долгови. И ние секојдневно влегуваме во нови долгови, а не правиме некое враќање на тие долгови. Ние не инвестираме во капитални расходи, односно капитални инвестиции на кои што тие понатаму би генерирале приходи на приходната страна, па потоа тие самите себе си ќе враќат. Тоа исто кога да водите одреден бизнес, нели, зимате кредит, па тој кредит ви генерира, нели, понатаму профити, така натаму и така натаму. Значи, тука е нашиот најголем проблем. Значи, таа 1.300 милиони кои што ова година ќе треба да ја платиме ние, не е многу драматична, не може да биде драматична, но ние тапкаме во место. Тука е проблемот. Враќаме стари долгови, ако ќе ги видите старите долгови, тие долгови не ви се во капитални расходи. Тие долгови висат во некои оперативни расходи кои што ги водите за плати, за пензии, за сите тие трошоци кои не генерираат некој економска придобивка. Па власта вели наследивме долгови, па опозицијата вели генерирате нови и тоа се 30 години ние тоа го направивме, за нас после 2000-тата беше херезија да се земат јавен долг, кога го видувате дека може да земат јавен долг, но тој јавен долг би требало да биде, да речеме, ако тие средства ги земаме од Светска банка, тие конкретно ви кажуваат што треба да направите со тие средства. И вие како новинари дури треба да видите како се тие сервисирани, кои резултати ги даваат. Знаете, тука е најголемиот проблем. 700 милиони, милиарда, но кои се резултатите од тоа? Или дали се сервисирани до крај? Во некои ситуации дури не се сервисирани. Еве ќе ви земам пример. Овој брзиот транспорт, рапиден транспорт што се градеше во Скопје. Знаете дека ние враќаме секојдневно каматни стапки. Плаќаме камати за тој проект. А тие пари се одобрени од Светска банка. Да се направи тој транспорт, јавен транспорт. И ние цело време враќаме камати, парите седат на страна, ама зошто? Затоа што тие се пренасочени средства. Се знае што треба да се направи со тие средства. И код кога пред 5-6 години тој проект поминат, денеска ќе имавме добар јавен транспорт и ќе имавме плаќање на тие средства од тој јавен транспорт. Тоа го велиме за економијата. Ако веќе вие се задолжувате, да се задолжувате паметно за да може да вратите, а од друга страна правите квалитетен живот на граѓаните. Да не се сведуваме после само на неуспеси во ревизорски извештаи наместо. Не е само тоа. Не влегувам во таа администрација. Вака се. Немаме добар јавен транспорт. Има загаденост во градот Скопје. Нервоза се ствара, не можат работници да стигнат на нивните работници. Се се овие оперативни, се се овие опортуни трошоци кои се јавуваат кај нас веќе. Ме разбирате? Но еве вака ако ги гледаме и да ги анализираме работите поедноставено, пластично мораме за да не разберат граѓаните. Парите од унгарскиот кредит, добар дел од нив беше пренаменет нели за локалната самоуправа, за подобрување нели на општините, за да може да си ги сервисираат работите и слично, но ние пак гледаме дека не се до крај сервисирани еве од комуналната сфера и слично. Како тогаш тие еве кога го зема кредитот и кога рекоа дека ќе го користи, ја едноставно кажав една фраза за градење на селски чешми. Значи го користиме тоа. Се е во ред. Тие се добро насочени средства. Но тие средства треба да бидат да генерираат резултати. Значи примано резултати треба да ги. Ние видовме дека сите општини, можеби 90% од сите тие средства што ги зема ги користеа за елементарни потреби. Асфалт, некоја зграда негде да се изгради, нешто тоа што требаше 30 години да се направи, ме разбирате? Некоја канализација, некој водовод,
некоја цевка негде да се пушти. Значи, гледате дека колку сме ние назад останати. И таму како ќе мерите резултат? И во предизборен период се најдоа, па тоа сосема друг фокус. Ама апсолутно политичко нема да го коментирам. Видете вие како ќе мерам резултати сега. Добро е направен тој асфалт негде во некое село, што ќе прави тој асфалт? Дали ќе генерира средства од туризам, дали ќе генерира, дали ќе врати луѓе во тоа село, дали таму ќе се отвори некој бизнис, дали нешто ќе се направи таму, зашо се гради тоа? Ако веќе до сега не е изграден. Нали имаме некој резултат на кој што ние можеме да видиме што би се случило таму. Дали младите ќе се вратат, ќе работат во тие села? Или во таа општина, или не знам. Ме разбирате? Тука е тој проблем. Како ние во кои сектори треба излезот да се бара? Еве споменавте интересно. Ја нема овде како вика да видам да направам некоја иновација нова што се случува, но ги гледам ги читам извештаите од релевантни институции како ММФ, Светска банка, Европска унија и сите тие извештаи, толку треба само да се види, да си толку начитан човек и да си ги видиш тие работи, и тоа не треба многу паметен да си за тоа. Ние немаме конкурентски вредности на пазарот на работна сила. Значи, нашето образование не произведува кадар кој е конкурентен на пазарот. Тоа е. Значи, нашите компании би имале добар кадар на кој што би биле конкурентни на пазарот. Ова е едно. Второ, нашите администратори треба да направиме со такви добри вештини на кои што ќе сервисираат добри услуги и тука ќе се генерира тој раст. Тоа е едно, значи образование ова. Второто, ние би требало образование, здравство. Дали ние во здравството генерираме здрави граѓани? Ова го викам ко некоја машина го разговарам, но тоа е така. Дали нашето здравство дистрибуира добро здравство на кој што на граѓаните би имале ние здрава популација во државата? Голем прашање. Одиме поред. Дали државата, значи образование, дали државата има таков менаџмент, капацитет на кој што ќе ги реализира тие буџети на кои што се инвестиционо определени. Значи, кои јавни предпријатија, државни институции и така натаму и така натаму и така натаму. Значи, како ќе сервисираат тие. И на крај ние зборуваме за дигитализација. Но дигитализација, ова секогаш на шала го велам, не е само да се има имейл и веб страна во бизнисот. Дигитализација е многу поголем поим на кој што ќе треба да се сервисира и образованието, и здравството, и јавната и државната администрација. Значи, нас не треба дигитализација за да бидеме ефективни и ефикасни во вршење на работата. И ако не се инвестира тука, на овие три сегменти, не знам, ако се мисли само на асфалт да се инвестира, некои огромни инфраструктурни објекти, тогаш тоа е друга политика. И гледаме политики кои ги прават развиените држави. Значи, тука треба да се става фокусот. Затоа што ако имате ова што го велам, ќе имате и добро земјоделие, ќе имате добро сточарство, намерно одам од долу, ќе имате добра индустрија, а ќе имате и висока развиена индустрија во таа академија. Значи, тоа е поентата на развојот на државата. Дали ова научна фантастика, кој го велам, да за некого, но реална за одредени држави. Веќе го прават. И го прават држави кои не се... Со брз чекор напред, тоа веќе не е нешто што да... Државите кои го прават во нашето соседство веќе го прават тоа. Ги имате Бугарија и Романија, ги имате. Жив пример ви се како тие, дали се тие држави кои се модел да се видат за нас, да. Не се европски држави, но сепак се некој одреден модел на кој што успешно го прават тоа. Сите средства кои го има тој ментор на Европска унија на кој ги учи и ги подучува како тоа треба да го направи. Значи, тоа ни е на нас не останало. Ние сме толку мала држава, кревка економија на кој што треба да се гледаме и да земеме модели од останатите држави. И за своето позиционирање, ајде, од последната информација што беше околу дека сме заобиколени од бесплатниот роаминг со ЕУ, можеби и тоа многу кажува колку многу работи имаме како задача што треба да ги дореализираме. Знаете, може некојаш се мали работи, некои стратегии кои не се гледат, но кои работат во позадина и кои многу вредности можат на државата да донесат. Знаете, ако вие веќе не ве гледат, не сте, ја секогаш говорам, не сте
како го кажуваат англичаните, visible во некоја работа, сите ќе ве поминат. Значи, а ние имаме прекрасна држава на која што можеме и самата храна да ја произведеме со такви високо технологии, имаме прекрасен академски кадар, можеби се малце, значи научници го велам ова, но тие може да направат голем исчекор напред кон државата. Само да може да се користат паметно. Сето тоа паметно да се користи. И секако да се слуша гласот на науката. Каква 2026 година на економски план може да не очекува? Што може да очекуваме? На старт на годината сме се уште. Нас економистите добро да не слуша, затоа што ние све гледаме црно. Мислам, тоа ние некако така сме се направиле да гледаме све на во моментот, ако успее државата некако да ја намали инфлацијата, потезите на вистина во многу драматична, да речем, ситуација сме. Кај да нас ни треба на вистина некој брз инпут или брза инекција од инвестиции, странски, европски, не знам какви, затоа што живееме во многу драматична ситуација сме, глобална. Видете, пазарите секојдневно се менјаваат, коалициите се менјаваат. Значи, тој глобален свет нас видовме, научивме дека во пандемијата што се случи, видовме со руско-украинската војна, што се случи, видовме со недостатокот на енергија, видовме со недостатокот на храна, што ни се случи на нас. Значи, ние мора од ова да научиме. Од таа инфлација мора да научиме и да можеме да бараме можности како ние утре да бидеме ајде да кажам, тие авторшокови да можеме подобро да ги ублажиме. На вистина ситуацијата и 2026 не гледам некој економски бум светски кој би се случил, затоа што сите економии некако се движат чудни движења има. Гледате, во Европска унија веќе се префрлуваат кон одбранбената инвестиција и тоа е чудно. Знаете, нашиот пазар таму сервисира производи кои немаат врска со одбраната и тоа вие може сигурно да губите нешто од тоа. Сето ова, дали вие ќе го пренаменете вашата индустрија како држава и така натаму, дали ќе барате нови пазари, сето ова го кажав што би требало ние да направиме како држава, што е можно побрзо, поефикасно, не е популарно ова што го велам, знам, но мора некој лидер да се покаже ова да го влече. Так, и бидејќи од она што го започнавме од барањето на синдикатите, и во делот на минималната плата, загриженоста нели кај граѓаните секогаш кога се работи, велите да не ве слушаат вас економистите, се низ бројки па се црно, меѓутоа уште каква е во моментов каква треба да биде улогата на државата, особено кога се зборуваме за инфлација и за контролата на цените и заштитата на ранливите категории, да го кажем. Вака се, ние апсолутно не успеавме со замрзнување на маржи, на цени, на сите тие работи, непопуларни економски мерки, односно социјални мерки, не успеавме ништо да направиме. Значи, државата ќе треба контролата да ја стави во одредени индустрии, да се види дали ненормално се прави шпекулација или профити, нели агенцијата или дирекцијата за заштита на конкурентноста ќе треба да почне да сервисира резултати, односно да каже што да се случи. Не мора да се заканат по телевизија да кажат тој ќе се затвори, туку само законот да биде за секого ист и еднаков. И применлив, така. И применлив. Ако на друга страна се види да се прават енормни профити, државата да почне да го смени законот за даноци. Значи да правиме некоја даночна политика на кој што би земале од нив и би давале на баш тоа на Робин Худовски, би дале на таа популација која е нели социјална категорија. Кај социјалната категорија би имало и тоа го велевме секогаш на нива кој им се даде добар транспорт, кај што може да вработат, да не им биде терет тоа, да има добро здравство, добро образование за нивните деца, кај што може да ги остат и затоа што имаме еден парадокс голем. Значи се барат вработување, а имаме 11-13% колку ни е вработенеста се. Имаме парадокс, ни бегаат младата популација од тука, а ние имаме слободни работни места во многу индустрија во државата. Значи тука треба да се заштитат социјалните случаи, да се земат, да се доедуцираат, да се направи еден друг вид на пристап и тие да може да бидат конкурентни на пазарот на работна сила.
веќе се прават некои работи, нели се обидува владата да ги субвенционира младите да отвараат нови фирми, тоа е добар потек, само што те треба кај нив да се направи таа менторска, како да кажам, улога поголема, тој нетворкинг да биде, да можеме да успееме тие мали бизниси да може да ги направиме да бидат успешни и да донесат некоја вредност на економијата. Значи, не само да се дават средства и да се остават, туку да им се помогне барем некои 3-4 години од тие бизниси да можат да видиме кој би можел да произведе нешто убаво, какво и да се. Ние не очекуваме да правиме бизниси кои би биле во иднина милиардерски, иако зошто да не, кога може некоја но одредена преквалификација што велите што ја бара пазарот на труд. Да се види тој мониторинг и кај тие бизниси и во оваа ситуација да се направат тие, како викаме ние, skills, вештини да им се дадат на тие социјална категорија кои може и немат соодветно образование, но да ги направиме да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Ви гледате, вие изгледате по Скопје, сегде се бара некој работник, продавач или што било. Значи, мора тука да се реагира, а ги има. Можела да се направи, државата можела да го направи. Или да не дозволиме неповратно кадар, што е, нели... Ние веќе влегуваме во една голема трагедија, кој добриот кадар, квалификуваниот кадар, односно кадарот кој самите го плаќаме тука во државата, за жал ни заминува. Во одредени ситуација ја тоа го оправдувам затоа што има некои професии на кои што не може државата да им сервисира одредени професии, па мора да заминат во некој поглобален пазар, па таму да се покаже, да се докажат, и тоа е добра работа, и тие веќе се враќаат со инвестиции, со пари во државата, но имаме друг кадар на кој што се враќаат, одат и никогаш веќе не се враќаат во државата, си се наоѓаат таму во тој пазар и веќе си работат таму. Кадар кој што и овде секако е многу потребен, меѓутоа го велевме тоа, образование, добро менаџирање на државните институции и дигитализација. Така, има решенија, само така. Имаме модел, Естонија ни еден, не знам, ние можевме само да видиме што прават тие толку. Така. Ви благодарам многу, професоре, што издвоивте време и што бевте заедно со нас. На старт сме на оваа година, верувам дека ќе имаме уште многу можности да поразговараме на теми кои што директно секако ги допираат интересите на граѓаните, бидејќи тоа се актуелни теми кои што сите нас не мачат, и убаво е што кажавте да заокружиме дека има проблеми, но за среќа има и решенија. Само треба да се слушне гласот на експертската јавност на науката и да се искористат, да се акумулираат тие позитивни искуства и од надвор. Ви благодарам уште. Благодарам на вас. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако останете на програмата на телевизија 24. За кратко следуваат вестите. Од мене пријатно.